добар ден, драги гледачи, уште еднаш. Добре дојдовте уште едно издание на ексклузивните интервјуа на Хајп Македонија. Мојата денешна гостинка е Стојна Николова. Добро дојде, како си? Добро те најдов, ти благодарам на поканата, добро сум, супер. Да почнеме од новитетите. Имаш нова песна, новогодишна. Што ќе ни кажеш за неа? Така, оваа година работев доста. Една од поновите песни, да кажам, од мене е и новогодишна, која што ми ја пуштивме во етер само неколку дена. И сум задоволна, ми се допадна и песната, одамна имам идеја таква нешто да направам. И еве, оваа година беше таа кога ни текна, има убав текст, текстот е инако на Орче Зафировски, музика е аранжмана на Бобан Мојсовски, видеото е работено со Цветански и се надам дека баш онака интересно парче за пред нова година. Деновиве занимуваш на турнеја во Америка. Колку време ќе си таму? Па не баш деновиве. Тука на 6 јануари заминувам на турнеја, така е. Пред новогодишните прослави сме овде во Македонија, а во Америка ќе бидам околу 1 месец, заедно со мојот колега Бобан Мојсовски. Еден концерт ќе направиме заедно со Владко Миладиновски и подоцна ние продолжуваме сами остатокот од јануари. А колку концерти вкупно ќе имате? Тоа треба да го прашате менаџерот Бобан, бидејќи јас ништо не знам. Кога да ме прашаат кај си следната недела или нешто, не знам, зашто не сакам да размислам, зашто така си правам притисок. Навистина доста работам и сакам секој настап да дадам максимум од себе. И едноставно не сакам да се правам притисок со тоа што имам многу работа, па сега дали ќе постигнам се. Мислам дека се повеќе од 10 концерти, ама не сум сигурна, вака да не погрешам. Каде ти е поинтересно, да пееш пред нашите тука или во Америка? Па сегде интересно, убава публика има секаде, и во Америка пееме нели на наши луѓе, македонци кои што се живеат и работат таму. Интересно е и поразлично е секаде. Кажи ми, на која песна добиваш најмногу бакшиш? Интересно прашање. Па не знам. Не сум. Која ти е најбарана песна? Најбарана? Во последно време од моите или општо? Општо, па дефинитивно во последно време Бисер Балкански заветна, мораме да признаеме, од нашите. И драго ми е што младите луѓе и луѓето генерално во Македонија повеќе почнаа да слушаат наша убава македонска музика. А колкав е најголемиот бакшиш за една песна? Суми никогаш не сакам да спомнувам. Па не знам, сигурно преку 1000 евра. Ако треба да избереш 3 песни на кои најмногу се зима бакшиш, кои се тие? Бисер Балкански? Со бакшишот. Тоа е многу добро. Па добро, Бисер Балкански, Ѓурѓо, ги имам многу. Дали ти приоѓаат момчиња? Па да, се разбира. Досадни се? Па не се досадни. Има интересни случаи. Пред некој ден на настап ми приде едно момче и ми рече дека многу убаво сум пеела и дека многу убаво изгледам и дека на неговата свадба или ќе бидам пејачка или ќе бидам невеста. Ето баш онака ми изнесме. Што прво приметуваш кај машко? Па сигурно надврешниот изглед, харизмата и дали е внимателен или не. А што е тоа нешто што мора да го има за да биде поет? Па сигурно да ме почитува, да ме поддржува во тоа што го работам. Не барам многу едноставна девојка. На кој колега би му пеела на улица? Ако се слика од тебе, и сад е ова. Добре ви се прашањето, браво. Така. Па не знам, не сум размислувала. Ајде за наредното интервју ќе го оставиме ова прашање. Ајде, договорена. Сега ќе ти кажеме 5 имиња, ти подреди ги од 1 до 5, значи од прво до последно место. Како ми се допаѓаат или по надворешен изглед? Аха, добра. Саша Ковачевик, Ристе Ристевски, Војаж, Лозано и Пеџа Јовановиќ. Саша Ковачевиќ, Ристе, Војаж, Лозано и Пеџа Јовановиќ. Зашто Пеџа на последно? Не ми се допаѓа. Ич? Па не, во ред си е човекот, мене лично за мој вкус. Зборам надворешно. Дали имаш направено некаква естетска корекција кај себе и како е твое мислењето општо за тоа? Да, имам правено операција на носот, затоа што имав девијација и веќе имав и атрофија на гласни жици.
и се борев, имав проблем веќе со гласот и случајно кога отидов да вадам лекарска за возачка дозвола ми открија дека имам девијација и дека морам да го решам проблемот и така направив и операција. Дали ги поддржуваш воопшто естетските корекции кај девојки или мислиш дека почнале да претуруваат малце? Па јас ги поддржувам девојките кои што сакат нешто да сменат, кое што ќе ми ја подигне самодовербата. Но да си го менувам сега личниот опис, не сум за. Една ног или долга љубовна врска? Долга љубовна врска. Со која колешка се дружиш најмногу? Па со Андријана Ацевска во последно време. Или попозната како Кеш. Дует? Дует, имаме еден дует до сега со Дамјан Стојановски. А следно не знам со кој. Ќе видиме во 2025-та. Чиј вокал повеќе ти се допаѓа? Благица Павловска или Сузана Гавазова? Ало, ма тешко прашање ова. Па, дефинитивно и двете си се автентични, добри вокали, нели? Секоја на свој начин. Не можам да издвојам, и од двете многу сум учела. Не можам. Дует со Марија Луиса или настап со Десингерица? Ни тоа, ни тоа. Па, ајде, со Десингерица, бидејќи јас ќе си имам дел, а тој ќе си има посебен дел. На пуст остров со Аца Лукас или заглавена во лифт со Милјана Кули? Ова ни едното ни другото да се избере. Вакви предизвици сте Лукас е пејач, извоѓач, за него ајде со Лукас, да. Наскоро стартува реалното шоу Имање. Наше, на Хај. Дали би се пријавила да учествуваш? Браво. За поздрав за тоа што го работите. Искрено јас не би се пријавила. Не се пронаоѓаш? Не се пронаоѓам, да. Најлудата работа што си ја направила во животот? Најлуда? Дали мислиш дека јас сум нека луда? Така не знам дали го била, ама сите си имаме некои погрешни или луди избори во животот за кои што се каеме или може не се каеме, ама така ни оставиле впечаток. Така? Па не знам, некогаш може би избрзувам. Дали си скршила кола на некој бивш дечко? Не, немам така. Не? Немам такви. А какви ти се раскинувања? Глупости. Па на мирен начин. На мирен начин, дури со голем дел од нив сум станала во контакт. Во добри односи сум. Моментално слободна се? Да. Како така? Некој така. Затоа реков мора да ме поддржува. Никако да дојде правиот. Тешко. Да се најде некако во денешно време, да. Дали мислиш дека овие новите генерации на машки некако се поише жени од нас? Па може би. Држи вода муабетот. Дали ги сменивме некако логите? Некако ние се понашаме повеќе како мажи, сакаме све да командаме ние да водиме. Треба да се ослониш на партнерот и треба, нели, нормално. И мажот и жената треба да се ги поделат своите обврски, дали во брак, дали нели во врска додека уште си, но треба да се знае кој е маж, кој е жена. Така е, моето мислење е дека жените општо се премногу јаки моментално за овие новите машки. Новите генерации се катастрофа. Воведете обавезен војни рок, ве молам. Обавезен војни рок. Не е лошо, да. Обавезен војни рок. Зашто се каеш што никогаш повторно не би направила? За овие прашања треба подолго да се размислува, затоа што некои работи, знаеш како, во одреден период сум мислела дека ова никогаш нема да го направам или за ова погрешив и тоа ми е катастрофална грешка и потоа како се оздрава човек сваќа дека ако не се случила таа грешка, немало јас да научам нешто од неја за нели. Така да не се каам за ниту една грешка во животот. Кажи ми, што те прави среќна? Па ме прави среќна дефинитивно, ме прават среќна многу мали нешта. Публиката ме прави среќна, нови песни, се кога стварам ме прави нештото среќна. Кога сум во студио, поминување време со фамилијата. Знам да се радувам на туѓи успеси, тоа ми е мотивација и повеќе јас да работам. Така да наоѓам многу среќа во мали нешта, така да кажам. Кога би ја сретнала Стојне на 18 години, што би ја кажала? Дали би дала некој совет? Да. Многу совети. Да биде по-самоуверена во себе, да едноставно да не се плаши, дел и да остане како што е нели сега, да биде понезна и што друго не знам. Од што си се плашала као млада?
Што сум се плашила, па најголем страх во животот ми е од Бог и секако од тоа да не се случи уште некоја смрт во мојата фамилија. Тоа највеќе пишта. Каде се гледаш за 5 години од сега? За 5 години, тоа се надам дека ќе се реализирам во улогата на сопруга и мајка, така да кажам. А во музичката кариера? Во музичката кариера, па се надам дека во Македонија и така, ќе патувам и во странство, нели на турнеи и со убави песни, убави хитови. Дали општо мислиш дека македонските артисти као да немаат доволно простор во Македонија да се градат како музичари? Темата е долга и широка и ако ја почнеме да ја зборуваме и онака длабински, да, ќе треба многу време. Да, треба повеќе простор, нели, за да се промовира македонската песна, но треба и ние артистите да почнеме да го цениме нашето. Мислам дека ако повеќе се трудиме да правиме македонска музика и нели тоа да се пушта во етер, сигурно дека и луѓето повеќе ќе сакаат да нас слушаат. Како беше она одамна кога било само една телевизија, се пуштала нели македонска музика 24/7, па уште од мали сме растени со таа музика и веќе некаде ни зуи тоа во глава. Као да нема доволно поддршка од тука? Па нема доволно поддршка, ама и да одиш во Србија, пак ќе се вратиш во Македонија да пееш. Така да проблемот не го наоѓам само во народот, туку и кај нас. Што медиуми, што изведувачи. Се надам дека со хајп нешто ќе смириме од држава. Па се надевам и јас, да. И за крај, какви желби си посака за новата година? Па си посакав да сум жива и здрава, моите исто, да, нели, твориме, да работам заедно со мојот тим, со мојата продукција во која што сум, моја продукција, и се надам дека 2025-та ќе не биде успешна барем колку што беше оваа. Ти благодарам многу. Ви благодарам и на вас. Јас сум Стојана Николова, а вие гледате Hype МК.